Градскиот парк во близина на автобуската станица речиси целосно е реконструиран. Она што недостасува се новите смарт клупи кои поодамна се набавени, но не се поставени во паркот, во продолжение за причините од изјавата на градоначалникот Максим Димитриевски. Еве го тука како изгледа паркот. Значи, градскиот парк 80% од тоа што е предвидено со одлука на Совет е реализирано. Значи, изградена е најдолгата трим и велосипедска патека во Македонија. Значи, уредене. Единствено, како што претходно најавив, не е наместена смарт урбаната опрема, а тоа се клупите и кантите, затоа што претходно на изградената стаза покрај речното корито наместиме по цела должина и во самиот парк 16 бетонски клупи, кои што секоја од нив тежи по повеќе од 400 килограми. Денеска таму на лице место има 6. За жал, добар дел од нив ги најдовме во река, за кои што ни е потребна машина или кран, и сега во рамки на чистење на речното корито ќе бидат извадени, а целосно се уништени, а дополнително останатите како не знам, но ги нема на лице место. Значи, однесени, се организирано, украдени, затоа е пријавено во МВР. Сега ставете се вие на моје место. Урбаната опрема е тука, на градскиот базен. Значи, комплетната урбана опрема, голем број на смарт клупи, дополнително канти за отпадоци и друг тип на урбана опрема за паркот. Значи, ние не можеме да го сочуваме тоа што го градиме. Тоа е факт. Не само на оваа локација, на најголем дел од локациите во градот. Дали е паметно истите да бидат наместени и за помалку од неколку дена да бидат во целост уништени? Тоа проценете вие. Јас искрено е подобро да ги сочуваме, па додека најдеме и изнајдеме решение, а верувам со овој состав во МВР ќе изнајдеме решение како да ги штитиме овие локации, бидејќи никогаш градските паркови немале чувари платени, ниту општина има можност да плаќа чуварски служби, агенции за обезбедување, да обезбедуваме имот. Што се однесува до нереализирано, а тоа што е предвидено, па потоа со ребаланса, ако се сеќавате, беа намалени средства. Зошто? Затоа што кога пред 2 години аплициравме за средства преку регион, кои што ни следува, а аплициравме за овој градски парк, тогашната влада, предводена од вас и вашите коалициони партнери, го обесправи Куманово, ги отфрли овие средства, не ги даде на Куманово, ги даде на крива паланка, и ние правивме ребаланс на буџет, бидејќи планираме да го завршиме во целост и со фитнес корнер и така натаму. Не успеавме, немавме доволно средства во буџетот, но затоа успеавме да ги направиме трим патеките, велосипедските патеки, да го реконструираме комплетно игралиштето кое што постои тамо за играње на кошарка, да го оградиме со современа ограда и интензивно се користи.